А кога ќе кажете македонски рап, дефинитивно неговото име ќе ви падне на ум меѓу првите. Без компромис, без цензура и секогаш со став. Неговите стихови знаат да бидат критика, знаат да бидат огледало на општеството и знаат да бидат исповед. Денес тој е пред најголемиот концерт досега во неговата кариера. Создава активно нова музика, експериментира со видеозаписите, а преку филм ќе раскаже една лична борба. Многу се радувам што во студиото го имаме Слаткар и како поинаку да го пречекаме, ако не, со сладко. На здравје, благото. Не знам дали уште јадеш благо. Па јадам, мислам, гледам да не јадам, да морам да ослам малце, али ми е секогаш нели чест која вака ќе улетам на нешто сладко. Еве ќе пробам малце. Ете, докаж дека се јаде уште. Нека ти е на здравје. Дали сега во 2026 година повторно би го ставил името, уметничкото име Сладкаристика? Па да, ради тоа што мислам дека некако да ми е судено тоа, знаеш. На старт не сваќав зошто ми улетало тоа ми го даде Деко од Клан Исток, тоа е еден постар нели рапер од Скопје. И не знаев зошто, ми звучеше нели фино, ми звучеше како еден вид на дисциплина или наука, знаеш. И од тоа време не знаев зошто е тоа така. И нели после тоа сватив дека едноставно е судено да нели преку сладок начин јас најдам дисциплинарно како би можел да се изразам и тоа да биде преку музика. Така да све има смисла од оваа гледна нели точка. Иако е многу комплицирано вака за луѓето, особено за странци, мислам, дур ми го нели Сладкарете, знаеш, не може да го нели пофатат уопште. Али уопште не се каам и би си го ставил пак и пак. Било ли некојаш товар, личен товар, името, кој што го имаш со оглед на тоа што си единствен Сладкаристика? Не постои друг. Па веројатно, види, товар, не знам дали е товар. Ја ствари дознав дека сум мислам дека сум најпознат сладкар од цела Европа. Што е многу шокантна инфо. Однако викам ја, знаеш, а уствари ја не сум нели сладкар, али некако знаеш тоа ми останало од мало и нели после тоа кога сум нели почнал да се бавам со оваа јавна ствар и нели се расширило толку многу. Товар не ми е товар од типот на товар, али ми е некако товар тоа како до сега не успеав да си направам свој бренд на сладки. Така да тоа ми е нареден план. А знаеш да сготвиш? Па знам луѓе што знаат. Има такви другари. Така да главно човек како не знае мора да е отворен и да се јави таму кај што знаат. Уметниците низ вековите се коректор на општеството. Знаеме дека често низ твојата музика знаеш да направиш критика преку своите стихови за општествените случувања, политички случувања и така натаму. Колку по сите ситуации кои што ти се случија, нема да навлегуваме затоа што имаш интервјуа, јасно е за јавноста се што низ каква мета си бил. Дали денес повторно би напишал стихови, би напишал песна со политичка конотација како коректор на општеството? Па видете, јас кога излегов уште, мислам, кога го издадов првиот албум и кога го објавив првиот концерт на Охридско лето 2009. Тогаш јас прв пат се соочив со Хајка, сакаа да ми го откажат самиот концерт. Имаше, мислам, се собираа, мислам дека и како се вика потписи и слично. Така да јас сум навикнат да не сум им по, како да кажам, по кејф. Особено на луѓето што не можат да излезат до не шаблон и се навикнати на тоа како нели треба. Уметноста не е уметност ако
се нели дешава според тоа како треба. Генерално све што правам е одраз на све што ни се случува нас отколу. Генерално сваќам дека јавната работа е таква и не смееме ние да сме, знаеш, не смееме ние да сме, мора да сме цврсти, мора да сме, знаеш, онаква цврста, нели, кожа, не смееме да сме од свила, пошто ако сме од свила, ќе не скинат одма. Така да верувам дека е наша должност да скокнем, особено ако имаме нели ако имаме нели гласен стејдж преко нели кој можеме ние да кажеме што ни се свиѓа, а што не. Верувам дека имаме еден тип на одговорност, особено за нешто што е суштински нели битно, да станеме и нели да кажеме, не сега да се бавиме ние со не знам, со нешто што не е наша ствар, али особено ако се некои битни, не знам, ако сме на некоја битна раскрсница, као, не знам, општество, друштво, не знам, држава, нација и слично, верувам дека треба да се завземе став, па макар тоа и условно кажано ќе би влијаело лошо на не знам, твојот рейтинг и слично. Така да верувам дека самото време ќе секогаш и е секогаш на наша страна. Но и порано низ времето, во различни облици на уметноста, уметниците покажувале некаков пркос кон политичката сцена, зборуваме низ векови наназад. Сметаш ли дека си во такво друштво, дека има и други храбри уметници кај нас кои што го прават тоа добро? Имаме ли ние политичка критика преку уметноста? Па види, прво и основно ние можеме да кажеме, нели, као генерално као луѓе, као обични нели граѓани, што не се свиѓа, а што не. Од една страна, од друга страна е па тенка онаа граница кај што можеш ти од уметник нели да влезеш у онаа нели каша, кај што генерално, не знам, углавно тие што се условно кажано нели што биле некад уметници, више никој не ја цени нивната уметност, они се више влезени у таа, не знам, политичка, не знам, сфера. Па не дека се обоени, он сам се историл, нели, со боја, дека више не му иде на оваа, нели, страна. И е тенка таа линија кај што можеш, нели, да влезеш у целото тоа. Не треба ние да се бавиме со, нели, тоа, али треба да сме свесни дека треба, нели, да кажеме што ни се свиѓа. Лошо е, мене ми е онака поразително кога ќе видам дека некој навлага и станува малтене политички критичар, се бори со функционери и слично. Ја у животот никад не сум си го дозволил тоа, да кажам лош збор за било кој што е на не знам некаква функција овде. Знаеш, мислам задниве 18 години. Верувам дека тоа не е више моја зона. Али ја можам да кажам што мислам и не знам, на кај би сакал ние да нели движиме као општество, друштво и слично. Али верувам дека не треба да се навлага толку многу од типот на се ја да сум борец некаков за, не знам, за некакви си, не знам ја као се вика тие. Верувам дека треба условно кажано да си кажеме, али да не навлагаме у некаква борба. Мислам, не е фер да застанам ја и да се борам за не знам ти што. Али можам да им дадам знак на луѓето дека не е срамота да имаш не знам, свој став.
Некако ние кода сака, мислам, самата нели политичка сцена сака да наметне систем кај што ние сите нели ќе сме овци и сите ќе имаме исти став и ако нели бегаш нели од тој, мислам, ако излагаш ти од тој шаблон, ти си не знам, ќе те кетираат као не знам ти што све не, мислам, тоа се некои смешни нели као се вика термини. Верувам дека треба да имаме право на глас кој сите, само и верувам дека не смееме да влеземе многу нели длабоко тоа дека тоа е некој терен што може нас само да ни направи нели беља. Не да ни наштети типа да ни испрља, само може да ти го тргне фокусот од тоа за што си роден и да се фокусираш ти на некаква глупост, типа да навлезеш у некоја борба што не е твоја. Така. Што е потешко, Слаткар, да се живее цел живот со пелтечење или пак да се охрабриш и тоа да го преточиш преку филм, да ја раскажеш јавно својата борба? Ако ги ставиме на вага работите, што е за тебе потешко? Првото е сигурно многу нели потешко. Тоа можат само да го разберат нели луѓето што го имаат условно кажано тој проблем. Ја нели мислев дека е проблем, уствари се ја сваќам дека уопште не е нели тоа проблем. Мислам, за мене нели се прави филм, не знам како е тоа проблем. Мислам ја му нели посакувам на секој да има таков тип на нели проблем, кај што ќе може нели тој нели проблем да го нели донесе до некоја голема ствар. Али тоа растење уште кога си незрело младо нели дете, тој булинг у школа, тој булинг генерално што си го создаваш ти само главата, тоа не може да се опише никако. Ти кога ќе созрееш више, тоа сваќаш дека едноставно сите сме различни. Јас имам, не знам, ваква боја на очи, имам ваков нос, имам онакви уши, така да никој од нас не е нели соодвршен и некако тераш кроз животот и нели пробуваш да најдеш смисла, пробуваш да си ја најдеш својата мисија, зошто сум ја условно кажано таков. Ти си таков за да бидеш ваков. Знаеш, ти си таков за да можеш. Ја може не условно кажано не сум можел да зборам, ама сум научил да нели пишувам толку добро, така да вака кога ќе се вратам сега, не би сменил ништо, али тие, не знам, несигурни деца, нивниот живот е таков пекол. Што од нивната психа, што од самата нели околина, нивните најблиски. Мислам, ти можеш да, не знам, да најдеш, не знам, родител, што, не знам, детето му, нели, го има тој проблем. Мислам, значи, он не знам како да ти кажам, душата му е изедена, мислам, толку им е нив тешко. А ние сме толку несвесни, мислам, као општество за самото тоа, мислам, за тој, не знам, пак ќе кажам проблем. Дури да излезе нели филмот, ќе викаме дека е проблем, после тоа ќе уствари ќе сватиме дека е предност или доблест. Така да, и генерално многу нели тешко проаѓаат кроз животот и тоа е многу голем нели притисок. И тоа не може да се спореди со, не знам, месец дена или неела дена притисокот типот на, не знам, што му нели дале на овој нели пари за да прави филм, што некој што нема нели баш ништо у глава може тоа да го изјави слично, што е смешно, споредба со самиот нели притисок што го имаат самите деца и луѓето околу нив. Може ли нешто ексклузивно да знаеме за филмот? Нешто да ни откриеш. Знам дека не смееш премногу да кажуваш, верувам кога нешто е во процес, не сакам да бидам некултурна и непристојна, но сакам да дознаам нешто, радознала сум
почнато е да се снима, каде се снима, нешто да ни одгаднеш. Више е снимен скоро пола филм е снимен. Мислам, тоа јавноста го откри од кога нели излезе нели самиот нели конкурс на агенција за филм. Мислам, темата е фасцинантна. Кај да влеземе у шок се луѓето, онака, знаеш, како дете што го изгубило ритмот на говорот, го наоѓа овој ритм и од тоа прави голема приказна. Мислам, тоа толку инспиративно, особено за тие деца што на светско ниво 80% од тие луѓе не можат да си најдат партнер, не можат да си најдат работа, не можат да си најдат пријатели. Значи, тоа е многу, мислам, кога ќе размислиш од страна и како све можеш да го нели употребиш тој недостаток, е многу чудно. И ја верувам дека уметност, особено самата музика, дека самата музика има такт, има ритам. И верувам дека кога секој од нас ќе го има тој ритам, нема да има никаков проблем. Пак ја се враќам на тој нели проблем што пак верувам дека не е проблем. А каде се снима? Па се снима сегде, мислам сегде. Не можам сега баш да откривам точно, нели, кај све се снима, но тоа е еден документарно игран филм, не е она класичен нели филм. Луѓето мислеа дека онака, мислам игран филм, што уопште не е игран филм. Се надевам дека ќе снима еден ден голем игран филм, дека пак верувам дека самата приказна е фасцинантна. Мислам, не го кажувам ја тоа, го зборат нели луѓето што се околу мене. Ја го носам тоа као условно кажано болка цел живот. Али сега гледам дека луѓето паѓаат у несос, баремо ние што имаат нешто у нивните нели глави, кога ќе го споја тоа со ова е многу нели големо. Верувам дека ќе имаме, мислам, имаме многу голема тема и знам и верувам дека ќе имаме многу голем филм. Многумина за вештачката интелигенција ќе кажат дека ја уништува уметноста, други пак дека ја отвара нови врати. Кој е твојот став? Па, јас верувам у све што е ново. Ја сакам, јас сум многу отворен за сите нови нели ствари. Ја верувам дека може да служи како алатка. Ја верувам дека тие што мислат дека ќе уништи самата уметност, не се бават баш со уметност. Не, мислам, чи може да те замени, ти си класичен радник. Не може да... Јас знам дека има многу нели програми за создавање на нели музика, али тоа не е, мислам, тоа не може да ти го реши, мислам да ја реши самата нели песна. Може да ти даде некаква насока. Али не може да те замени, не може да има нов AI, не знам ком, нели мене. Може да има некаква замена слична, ако се земе нели мојот глас и слично, али не може онака тотално да земе да те нели замени. Не знам што ќе се деси за не знам 10 години од сега 20. Али главно сега е многу фина и многу битна алатка и верувам дека служи да можеш ти да движиш малце брзо. Побрзо, да. Да можеш да завршиш нели поише ствари за многу пократко време. Така да ја верувам дека е тоа многу фино, многу нели добро и многу нели корисно. Но во секој случај ни по 100 години, ни по 1000, ни никогаш нема да може да ја
внесе емоцијата во едно уметничко Емоцијата дело. ја нема, да, ама па е добро да ти даде некаков правец, пошто сите да. ние можеме да заглавиме негде и сега чекаме сега што да Така, правам, така, што да правам, а тоа е као некој инспиративен бунар кај што можеш цело време да црпиш. Евентуално Така може да го замислиме како некој колега или соработник кој што ни помага. Немаме многу време, а сакам уште многу прашања. Како Моша реагира на популарноста на тато? Како тој е прифатен од другарчињата во училиштето? Дали имате некакво влијание врз него? Дали тој го користи некако? Како тој се однесува, знаејќи дека тато е популарен, посебно меѓу неговата генерација која што се уште е многу мал и не му е точно јасно. Знаеш, јас се соочив со некое прашање пред некое време и ми вика, тато, чекај се, ама сега, ти си пејач или си слаткар, ми вика. Викам, како да му објаснам се. Он е маленчок уште, не може уште да пофати и слично, али мислам дека не е некој што е, не е он ко човек, мислам нели карактер не е таков да земе да нели користи тоа што не знам, јас се бавам, нели условно кажано со јавна ствар. Главно е многу мал. Само е смешно, пример, која и да се шетаме и ако се сликам со некого, и он застанува на сликата прв. Значи нема шанси он да не се слика. Значи застанува на сликата прв. И тамо, пример, ќе ни кажат фала, ја ништо, и он ништо, дај, вика, да дзирнам као, знаеш каква е сликата. Гледа, вика, супер. Така, и си, знаеш, се уште е мал и верувам дека ќе остане така. Гледам дека не сака да се бави со ова, мислам не сака да биде нели пејач, музика го занима, ама не го занима од типот на да се нели он утре нели бави со тоа. Ја кога сум бил на негова возраст, сум бил обседнат, значи мене ми било музика све у животот, значи не знам, по цел ден. Те разочарува тоа или не? Не, тоа ме радува многу. Мислам, ја не сакам да пее. Ја пеам од мука. Не пеам од што ми било нели фино. Туку јас сум нашол начин како нели да го кажам тоа што го мислам. А самата мисла да ми иде нели онака лесно. Така да за тоа правам нели филм. Така да не сакам уопште нели да пее, сакам да се бави со нешто нели нормално у животот, не вака да биде нели ко нас. Така да. Броиме ситно до големиот концерт кој што ќе се случува во Охрид на 2 август. Велиш празничен концерт, празнична музика и една круна до сегашната работа на Сладкаристика. Значи ли тоа дека ќе биде некоја по концертот започнува нова етапа за Сладкаристика и ова е да речеме некое заокружување? Што ќе биде овој концерт? Види, не е сега тоа дека е некаков дел и за тварање на некаков дел, само верувам дека е еден начин на, не знам, можеби не е за тварање на една ера, туку е да се прослави, не знам, сега јас ќе славам, ко да славиш роден ден, ама сакаш тој роден ден. Ама неколку дена порано ќе го славиш. Да го славиш, да го славиш малце, нели, на некое поголемо место. Така да верувам дека е само уште една низа нели, на концерти кои што сум ги правил и лично, само се има малце нели различен нели концепт. Не верувам дека нешто тоа ќе земе и ќе затвори ради тоа што ја имам уште толку нови ствари, дека спремам цело време ново. Јас сум у фазон само не застанувај воопште. И сега? Значи, биди конзистентен цело време, да. Не можам да се сконцентрирам само на една ствар, нели. Така да верувам дека ова ќе биде не знам голем концерт многу, можеби ќе биде нели најголем концерт до сега,
ама верувам и дека следат многу поголеми, многу поубави, многу пофини ствари. Али на 2 август некако ќе има, мислам, ми е нели битен самиот празник и самиот ден некако ми символизира заедништво, ми символизира, не знам, љубов, слобода и слично, така да верувам дека некако ќе успеам да создадам нели музички модерен Илинден, кај што ќе можеме ние да славиме слободни, да сме слободни и да не знам, да оддадеме почит за луѓето што се бореле пред 123 години за нас, за да можеме ние се. И нема да бидеш сам на сцената, ќе имаш гости, тоа Да, ќе се Калиопи, Цоби, Криско, Тајзи, Дупер, Пајак, Зибомб, да не изумам некој, не знам, Тонизен, не знам дали го спомнав. Значи, ќе бидат сите мои блиски луѓе со кои сум работел музика, ќе биде дел од тоа, сакаме да биде стварно големо и стварно сакам да е најголем наш концерт у историја на град Охрид. Ќе има нова музика, нешто од тоа што подготвуваш, дали што не сме го слушнале, ќе го слушнеме токму тогаш, прв пат? Па ќе биде, мислам, ќе се пее генерално тоа што веќе го имаме, го знаеме. Ја немам таква навика да настапувам ствари што се нови, што никој не ги знае. Мислам, можеби другите имаат, ја немам, некако не верувам, мислам не верувам. Имам некаков концепт од типот на сакам нели тоа што ќе го пеам, да сакам да грми, сакам да грми цело време. Мислам, не онака да грми, се надевам дека самото време ќе не послужи, туку музички да биде само условно кажано ствар до ствар што ја знаеме. Сакам секоја песна што ќе се свири да ја знаеме нели сите. Така да нема да има некои нови, али па создавам сега нови као се вика ствари, така да ќе имам уште еден нов сингл или уште 2 до самиот концерт, така да како и да ќе имам ќе имаме нова нели музика и нова. И тоа уствари е целта на самиот одговор. Ова е уште една нова ствар у низата на нови и нели свежи ствари што следуваат у иднина. Одлично, добро е да се слушне тоа. Има се уште карти, така? Има, да, мислам, тоа е огромно, не знам што треба се деси за да снема, мислам, ова не е вака маркетиншки нели добро да го зборам, ама таму збира 20.000 народ, така да мислам дека ќе има увек, само целата ствар е сега се многу поевтини од што ќе се нели задњата неела, задњата неела може да ги нели дигнат самите цени и да биде леле види што е ова. Така да нели тој што може нека си земе уште сега карти, пошто сега имаат некоја нели нормална цена. Така да, ако сакаш да заштедиш некој денар, купи си на kupikarta.com. Одлично, посакувам успешно реализиран концерт. Се гледаме во Охрид Сладкар. Благодарам многу, ми беше огромно задоволство што да имавме во Слободен печат. Фала ти. Почитувани, благодарам што не проследивте. Продолжете понатаму да се информирате преку Слободен печат.